А сега уживајте гледајќи го прилогот за цвеќињата како пријател на човекот. Факт е дека цвеќињата имаат долга историја назад во вековите. Практично тие се веројатно единствените останати и до ден денес символи кои се користат во сите сфери на човечкиот живот: религија, медицина, образование, политика, митологија, мода, јадење и многу други. Ке ги најдете во древните учења на луѓето, во верувањата и митовите. Во апсолутно сите познати на човештвото религии ке најдеме по некое цвеќе кој игра клучна улога. Во раното христијанство цвеќињата се сметаат за символ на победата над смртта и надежта на воскреснување. Трновиот мерец на распнатиот Христос е направен од глок, важно растение кое има и лековити својства. Белиот крин ги испраќа мртвите во вечниот дом, а да не заборавиме и големиот христијански празник Цветници, кои го слават сите кои го носат името на ова цвеќе. Вечната природба на цвеќињата, христијанството ги поврзува со вечниот живот на човековата душа. И поради тоа и цвеќиња се носат на многу прослави, како што се крштевките, свадбите, причестувањето и така натаму. Освен христијанството, и будизмот е многу филозофски расположен кон цвеќињата. Хризантемата се смета за свет цвет и символ на Кина. Лотосот е свето растение во Кина, што ја символизира чистотата, мудроста, плодноста и светата сила. Паганските култури изобилуваат од обоените символи, кои од времето на метаморфозата на различни верувања и култури се пренесуваат и до денес под една или под друга форма, но се задржани и носителите на својата почетна смисла и замисла. Како за почеток, паганските култови кон природата имаат посебна сила. Словените, например, биле тесно поврзани со земјата и нејзините мистерии. Тие верувале дека светот е едно големо дрво, стеблото е животот, а корените – царството на темнината и грешните. Освен во религиозните обреди, митови и митологија, цвеќињата ќе ги најдеме и како символи на цели држави, обичаи и професии. Едва и некој би можел да го сгреши јаворовиот лист на знамето на Канада, каде што се добива и прочуениот јаворов сироп. Кинеската роза или хибискусот не е символ на Кина, туку на Хаваите. Цветот, символ на Јужна Кореја, е дрвото ружа, како символ на бесмртната природа на земјата. Швајцарија, оваа алпска совршена дестинација, рај за сите скијачи, се поврзува со Еделвајсот, редок цвет. Португалците ја сакаат лавандата, а русите камелицата. Во Финска како национален символ ја определиле нежната момина солза, а Данска и Ирска детелината. Природно во Холандија е лалето, со чии ливчиња е позната на из целиот свет, а Велика Британија ја цени белата роза. Се надевам дека овој прилог за цвеќето како пријател на човекот ви се допадна. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.